нашата Струмичка котлина е повеќе од рудник. Значи ние земјоделие вадиме тука и работиме колку толку се развијаме, значи тука кој ќе влезе за рудник да отвара жив, мислам оти нема да излезе тука. Жителите на селата Штука и Иловица се категорични. Тие не дозволуваат да се отвори рудник за злато и бакар на само 500 метра од нивните села. Тврдат дека тоа ќе значи еколошка катастрофа за целиот екосистем. За нив полето е рудникот, а земјоделските производи златото. Не сакаме рудници, загадување на нашата околина, сакаме здрава котлина да имаме, здрав живот за нашите деца, внуци и парафнуци. Значи Струмичкиот крај од земјоделие и живеа. На нас тука не треба злато од руда да вадат. Земјоделието е злато. Граѓанската организација Здрава котлина сношти одлучи. На 15 јули излегуваат на предупредувачки протест. Истовремено најавија дека ќе барат помош од меѓународни институции, за да го докажат како што велат криминалното дејствување кое води на чекор до отварање на рудникот Иловица. Според активистите, неслучајно еколог кој се води за голема и успешна компанија, купува акции чии вредност последните неколку години е падната за 300%. И се една таква компанија со таков рейтинг не може да направи таков гаф или таква грешка, економска грешка, да купи акции кои што последните неколку години паднаа за 300%. Мислам, тоа е не нормално. Да купи акции во фирма кој што има одземена концесија, да купи акции во фирма кој што шансите за успех за да добијат документи се минимални. Тоа би го направил секој нормален ако го има кецот во ракавот, а тоа е преку ДУИ да успее да издействува преку судовите, преку позициите во владата, преку Министерството за економија, преку владата да издействуваат спротивни одлуки на досегашното работење на... Се предвидува над Штука и Иловица да биде изградено хидројаловиште, кое при секое поголемо невреме би сеело стравка и местното население. И мештаните и екоактивистите долги години водат битка за Струмичката котлина и ја спасат од еколошка катастрофа. Во 2019-та, владата тогаш соопшти дека е донесена одлука за раскинување на договорот за концесија, со образложение дека инвеститорот во предвидениот рок не поднел барање за комплетна документација за добивање дозвола за експлоатација на минерални суровини. Тогаш премиерот Зоран Заев тоа го прикажа како голем успех и потврда дека се грижи за здравјето на граѓаните.